Znači, ova staje все, dobro. Пивце и све, ладно пивце, одлично. Ова не ти смета тука? Не ми смета. Че имам кој не бара, не ни треба, жена ми ме бара. Това. Ако шефицата не бара, никој не бара, а? Мора. Како си ти шо преш, кажем? Јас сум одлично. Знаеш, како и секогаш бам пак и Да, како и секогаш позитивно расположен, позитивно. Мора и не мора. Ја таков сум. Мора да бидеме позитивни во овој ваков светот, знаеш, на негатива, мора некој да има позитив. Знаеш, луѓето му е чудно, секогаш ми прашаат, Марк, си позитивен. Зошто си позитивен? Па сум среќен. Па тоа е нормално. Што да бидам негативен како сите? Џабе. Не, џабе. Тоа не те прави, како да кажам, да животот да ти биде полесен? Не. Со насмевка? Секаде поминува. Да, и многу врати се отвараат со насмевка, пошто луѓето им фали малце позитива у задње време, така? Точно. Кажи ми, пиеш ли ти пиво? Ја обожавам пиво. Ти ме фати на мојата, како да кажам, слаба точка. На слаба точка, само од Сабајле. Од Сабајле сега, знаеш, почва да биде дел од аперитив сега, не? Да. Кажи ми, дали поштуваш пиво на гладно да го пиеш? На гладно, да ти кажам право, нормално не. Ама ти ме покани денес и заради тебе... Не си јаден на здравје. Доручкувам секогаш. Доручкуваш, од Сабајле јас станувам, околу 5:30, мора да доручкувам. Да. Ако не доручкувам, не ми оди денот. Ја ги земав камен ладни, ама... Супер, така треба. Се олади, ама, мислам, се стопли малце, пошто време е, знаеш како, и затоа викам, ај од 10 да снимаме. Не, убаво направи. И навистина од Сабајле, најде 10-11, окей, почна да биде време за да се како да кажам, да се освежуваш. Да се освежуваш, да, па и ти знамо ти одише во Шпања и све тоа, сервеса од Сабајле. Сервеса од Сабајле. Ми е многу убаво, пошто на пример од Сабајле кога пијам го осеќам пивото како што треба. Вкусот и све Првата секогаш. Да. После тоа. Не, добро е едно, две, да бидеш у граници на нормала, ама ако испиеш 10... Не, кога е топло времето, за мене што ми освежува најповеќе е пивото. Пивото или ајде да кажеме некојаш и мастика, ајде да кажеме, кога си на маса и све. Пивото за мене е нешто number one. Па Белгија. По Белгија се само пиво, да има добро пиво. Кој како да кажам, која држава во светот е позната за пиво, мислам е Белгија. Па да. Во Белгија колку имаме врсти, 1500 врсти. Само мислам дека нема Скопското никој. Скопското е како кај нас, како кај нас. Ја кажам како во Белгија да кажеме, кај мене ми е Македонија. Да. Белгија ми беше, сега да. Пивото скопско е како тој Жупилер, Маспилс, тој пивото што сите го пиеме. Нешто лесно пиво, лагербир, ете така. Ете тој. Тоа е скопско, тоа е скопско смут. Сите други пива што се така многу лесни за пиење. Да, само на пример смутот е полесен од обичното скопско, рецимо. Да, полесно е како лизга, да кажам. Да, лизга. Ете тоа е. Среќа не земав поише да не ни лизгаше па да останеме до вечер тука да снимаме. Не се знае што ќе се случи. Можеме да порачаме ало, да ни донесат. Да има сервис за... Кој пиво, например, тебе ти оставило најголем впечаток, што си го пробал до сега, освен зборам за наши? За во Македонија? Не. Од се? Да ти кажам право, како да го објаснам тоа. Пивото, пјалокот што го имаш, зависи од моментот каде си. За мене така е. Исто како уживаш во храна, можеш да уживаш и во пиво. Пиво секој ден ако пиеш нешто или јадиш секој ден, исто не ти е вкусно више. Ете така. Убав амбиент, добри луѓе, убаво пиво, топ. И ти остава сеќавање што ќе ти остана цел живот. Тачно. Само да не се предозираш, 1, 2, 3. Може. Извини, животот е да претеруваш неколку пати, не? Што викаш, да, мора, мислам зависи како што кажат луѓето. Претерување, кажам круг, домашен круг, си пиеш, си јадиш и ако треба ќе си спиеш после баш реално, да. Не, да се вози, да се све, тоа не. Тоа е нешто што многу мразам, некој да вози пијани такви ствари, не. Тоа не. И џабе. Глупо. Има такси, има све други, како да кажам, можности што може да те вратат дома, освен да се загрозуваш твој живот, загрозуваш и на другите, така да. Сега кога си татко, кога имаш дете и све, малце поразлично размислувам. А кажи ми, кои се твоите утрински навики вака? Утринската навика, што како ти кажав, јас станувам, прво што правам кафе, обавезно, доручек и полека си гледам. Ти све сам си готвиш?
Сам сопругата е со мене, стануваме заедно. Она кучето Арон, ајде прво за него, она му спрема храната, додека му ја спрема храната за него и јас ја спремам за нас. Па тоа е. Па добро, мора да се поделат обавезите. Да, точно така. А што и после? И после. Јас знаеш што јас не многу сум навистина завршувам доручекот и социјалните мрежи. Сакам да знам малку од Сабајле, што се случува, што прави. Па да, тоа е тоа. Зависник си од социјални мрежи? Да, можам да кажам така е. Сите сме зависни. Текот на годините више сите, да. Ако сум малку повозрастен, да кажам, сега ова година уште појки, секоја година уште појки и појки. Ами тоа ти е појки. работата тебе? Дел од работа, дел што сакаме да знаеме што другите прават, што ќе правиме. И навистина за нас, тебе, мене, мора да знаеме малку како се трендовите, што се новитети и такви ствари. Мора да го следиме тоа. Мораш да ги следиш трендовите, иначе готово, паднавме. А што највише сакаш да доручкуваш? Доручкувам, јас имам навика секој ден, јадам леп, тој леп што е многу, како се кажува? Тонус? Стил на тонус, и еден леп, германскиот лепела, знаеш, што е многу тврд, така? Да, ете та, или ако не, леп тонус, зашто да не, многу ми се допаѓа лесење и ти помага. Ти помага. Колку може, колку да. Јас се борам секогаш, да кажам, се борам секој ден да не јадам премногу, да јадам здраво, да оставам малку. И навистина тоа од Сабајле, најважно е да се доручкува. И ако почнуваш од такви лебови, јас секогаш малку кашкавал, малку суво месно. Ми треба. 2, 3 парчиња леб, чаша кафе една, 2, го сакам кафето со шеќер. Не една лажица, не 2, 3 лажици шеќер. Да, од Сабајле мора. Знаеш, ако ги немаш овие таа енергија од Сабајле, тешко може да го поминиш денот. Да. Оти исто се трудам да не јадам премногу прегоден, јадам околу 3,5-4, неколку пати 5, зависи како сопругата завршува, како се нашите обврски. Ја јадам 2 пати на ден. Да, не сакам да јадам 3, порано беше 3, навика 3 или 3, се навикнав на 2 и навистина подобро ми е. Ако сум како сум, ама ама си уживаш ти у храната, така? Да. А чорби јадеш после? Ретко. Се навикнав во Македонија да јадам чорба. Да ти кажам право, во Белгија правев суп поташ. Нешто така едноставно од зеленчук, од такви ствари. Во Македонија е другото, е чорба. Навистина Сабајле, кога сакаш да јадиш нешто, јадиш една чорба, телешка чорба или шкембе чорба од Сабајле, тоа ти е за цел ден. Реално навистина има неколку места. Ама со ракија, со малци, мислам. Ете така, да. Така и да ти тоа е проблемот од редот. Мора со чорба да има и ракија. И друштво. Све си има, све си повлеквит, што би рекле Охриѓани. Тоа е тоа. Ова сав да те прашам сега што снимаше со авантурите, продолжуваш со тоа? Да, продолжувам. Многу сум среќен, направив една сезона, втора сезона уште подобра, третата сезона се надевам го ти ќе биде уште подобра. Знаеш, текот на времето, како да кажам, влегувам повеќе во персонажот, во тој Марк што сака да истражува Македонија, што сака да се дружи со луѓе, што сака да проба све, ете тоа е. Тоа е убавината овде во Македонија, што можеш во секој место кај одиш во Македонија да имаш различни јадења, различни пијалоци, различни луѓе. Да, све е различно. Све е различно, а преубаво, да, атмосфера, убавина. Кое место ти оставило најголем впечаток од Македонија? Мораш да избереш. Многу тешко. Мислам, зборам као град, до сега направивме 65 емисии, точно, со 65 емисии, да, Скопје, искрено кажано до сега и бев дочекан секаде, имаше места малку подобро, малку. Има едно место што се вика Конче, да, близко од Радовиш, 40 км од Радовиш. Мислам оти тој село, не можем да ga имаме град, да, е град, е комплетно изолирано од све и од сите, во комплетна автономија, они си имат, како да кажам, ниви, си имат планини, си ловат, имат езеро, си ловат, имат све. Имат крави, имат све. Да. Различни луѓе што живеат заедно, има муслимани, има православни. Значи све заедно. Предобри луѓе. Не можам
да го заборавам тој ден. Тој ден што отидовме таму да снимаме, Сабајлето беше ужас, врнеше и све. Се кажав од првиот од почеток, што ќе правиме денес? Катастрофа. Денов, Да, не знам што ќе направиме. Ама на крај... А направивме најубавата емисија. За еден ден направивме 2 емисии. Да, гледаш, некад кога не очекуваш дека може најдобро да биде. да, каков пречек имав, луѓето каква љубезност, каква љубовта. Вау. Уште се ежам, да, оти на крај од емисијата, од денот. Тоа е ресторанче таму некој? Не бев во ресторан, бев некај луѓето. Кај луѓето? Да, кај луѓето. И има фреш, кажам, бев некај турци, муслимани, бев некај православни македонци. Секој различно се. Да, јас многу сакав, оти му прашаш на луѓе, јас сум македонец, одамна македонци. Не се прават различни од други. Не, си се дружат. Си се дружат заедно. Има џамија, има манастир, има све. Луѓето се навикнати да живеат така. Ете тоа се израснат. Јас сум израснат така и тоа го почитувам. Да го има тој начин да луѓето да живеат заедно. Нема разлика. Различни култури, а сите заедно, да. Да. Секој си верува во што сака, само да биде среќен во што верува, ама да не му го наметнува на другиот, да не му го наметнува без ете така. Не може вака, така да. ти. Почитот за мене е основата во животот, а таму ја има. Кажам, на крај на денот, позади општината имаше една огромна сала, 80 на луѓе ме пречекаа таму, жените во средина, маса, шведска маса ми направиле, различни јадења од различни, беше... Проба све, успеа да пробаш све? Мораше. Мораше да проба, добро. Мораше. Ако не ги почитуваш, секој еден по еден поминав кај сите, гледав што ми направиле, разговарав со нив, пробав што ми правиле. Вау. Това ми останува, мислам, печат до сега и сигурен сум оти до крај животот ќе ми остане. А некад, например, зимаш од нивните така рецепти за ти да си ги применуваш за дома, зборам. За дома си имам. Пошто нешто може ти се свиѓало ептен. Да, од таму имам среќа, од сите каде поминав, од сите семејства каде поминав, ми дадува зачини, ми дадува и можам слободно да го правам тоа дома. Испоштувале. Да. Чудо. Не, беше еден пречек, ти кажувам, вау, немам збор, точен збор за да кажувам како толку ми беше, уживав тој ден. Тој ден беше врв. Феноменален, точно така. И сакам, ако можат сите да поминат така, еднаш во животот да го доживеат това, навистина е нешто... Може да отидам да ти кажам. Вреди. Оти се луѓе толку отворени. Јас сум со Марк. Не, јас сум Бамбакис. Марк ми кажа добро за ва. Ајде, мислам ти вратите директно ке ти се отварат. Да уснимиме што се дешава така. Точно. Да, ја онака си правам влогчиња, не правам како тебе емисии, не знаеш. Еден ден? Си се трудам, да. Зошто да не? Се трудиш? Ти мислиш јас не се трудам? Па сите се трудиме, све сами правиме тоа. Тоа ме радува што и ти ми кажа дека све сами тоа е тоа. Најубаво е сам не можеш све сам. Како ти правиш, како јас правиме такви ствари, окей, сами. Ама кога одиме на повисоко ниво, да кажеме, телевизија, такви ствари, имам екипа прекрасна што е позади мене, што ме поддржува, што ги поддржувам, што разговараме заедно, што имаме идеи, што си ги споделуваме идеите, ајде зошто не тоа, ајде зошто. И супер, и така треба да се работи. Оти знаеш, да се направи на емисија, многу работат со сценарио. Това денес така, тоа. Вака спонтано е боле. Не може. Не иде све по сценарио. 80%. Еве за тоа ја немам ни сценарио, ни ништо. Само на пиво со Бамбаки си правиме мовет лава. Тоа е. Не сме во кафана, сме надвор, си разговараме како луѓе. Природа се. Како луѓе. Не можеш 100% да направиш како едно сценарио. И затоа најдубаво е, ја не можам да ти кажам право, да читам текст да го направам како не ми оди. Се осеќа, се гледа, оти читам. Да, се гледа дека не е природно. Не е природно. Јас сакам импровизација тотална. Доаѓам, така е, супер. Најубаво. И најболje поминува така. Па ќе кажам, луѓе сме, правиме грешки. Има една грешка, две грешки, ајде, повторуваме. Да, повторуваш пак така. Па да. Кажи ми, кај го наоѓаш својот мир? Мојот мир го наоѓам кај мене дома во Сопиште. Да? Од кога си таму од Сопиште? Јас сега 5 години, полни 5 години и плюс сум таму и најмир, најмирна. Што те натера таму да отидеш од цело Скопје? Скопје, живеем во Скопје, имав живеено во Влаја и све тоа. Многу бучи, многу гужва, многу тензија, притисок. Кога гледаш
повеќе, знаеш, по годините поминуваат, Да, по возрастно сакаш доаѓаш, сакаш малку понастрана мир, да си. сакаш малку понастрана. Среќа, имав, Да. да можам да најдем убаво место таму, да зградиме куќа, да направиме куќа и све тоа. И да, таков мир. Ама сега гледам дека многу луѓе бегаат таму на кај Сопиште. И плюс. Зошто ти е лесно, близко од центарот, 6 километри. Да, ништо страшно. Са бајлето мислам ти побрзо, сопругата ми кажува, стигнува од Сопиште до работа, од што она како живееше порано во аеродром до работа. Да. Исто она работи, има канцеларија близко од генерал штабот. Гледаш, центарот, значи центарот, да. Све е близко. Да, све е близко, многу полесно и вечера се враќаш. И све. И не може таму ти е мир и тишина. Тоа сакам да ти кажам. Се враќаш, пише коли Да. не слушаш птици, сонце, Да, и живот. тишина. Тоа е. И па и Тоа е убавината. те прашав зашто ја гледам сега куќа таму. Мислам, гледам куќи, да, и сам малце да избегам од тоа хаосот. Стварно сам да избегам. Ти го пожелувам да го најдеш тој мир таму. Ми Да, фали таков да, мир, да ти кажам. да. Пошто тука стварно не се живее ова згради, ова Премногу. хаосот. Премногу се гради од сите страни, Да, мора да се гради. Има многу луѓе што сакат да дојдат да живеат во Скопје, навистина заради работа, заради има многу поголеми врски и такви можности, ствари. да, Да, дефинитивно. окей, се разбира. Ама кој имаш можност да живееш во Скопје и да бидеш малку надвор од Скопје, Да, тоа е уште боле. уште Ти боле. си пак во Скопје, ама Да. си малце на страна, да. да. точно Чекај, така. јас запишав некои прашања за тебе. Добро, ајде, да јас видам, ќе чисто онака, не, една си горка правиме јас ќе пијам, морето. оти навистина, тоа е времето е. Да, пекало е време. Кажи. Имам некои интересни вако прашања, ама сега ќе почнеме со што е тајната во готвењето. Тајната во готвењето нема тајна. Единствена тајна што е со љубовта. Да, љубовта се. Друга тајна, учи, кради, гледај што другите прават, учи со очите, учи со вкусот. Пак ќе кажам, што другите го прават, гледај, пробај да го правиш ти, вкуси го и прави го на А што твојот ти е- начин, со твоето Што срце. ти е повеќе мерак да правиш за себе, да си направиш или за други да го дадеш? За други. За други? За други. За себе, знаеш, кога си сам, кога си готвиш за сам себе, не оди. Мора да има други луѓе околу Да, тебе. да, да. Не може. Не ти е вкусно што го готвиш. Да, па тоа. Јас кога сум дома, кога сум сам, кога сопругата е на работа или кога оди на семинар надвор од Македонија и се, ја леп ајвар и сирење и тоа ми е јадењето мене. и Не сакам не да. како што би го направил за другите, да. Не. Тоа е. Не. Тоа е тајната. Љубов, кради со очи и Да, пробај да. што правиш. Тоа е. И ако сакаш да го направиш, ќе го направиш и пак ќе кажам, ставај го твојата душа, твоето срце во јадењето и ќе биде убаво. А не ти засадило, например, нека тај преку глава ми од тоа и да Не. фрлиш се? Не, до Не? сега не. Не. А колку Вкусно ми години е, више го работиш ова? Цел живот. Од кој имам 15 години, ќе имам 56. Сега се Да. 41 година, што готвам, Значи, што све правам во гостителството. Тоа ми е дел од мене. Малку ми е чудно, навистина, извини што кадам малку од надвор од А, темата. како, нема Да, врска. јас сум секогаш позади кога работам со амбасадори со такви ствари, сега почнам многу пати да бидам и поканат и се тоа, ја одам напред. А чудно ми е таа ситуација, Да. знаеш? Јас секогаш сум на слуга, на готвење и све, а сега сум многу пати напред и ги пробам и сум Да, те разбирам. да, ете тоа. Не, убавината е во готвењето. Сега кога си напред, убаво е да уживаш и све тоа, ама кога си навикнат, Да. А што, например, највише, тоест, што не икеш да го, што ти е смачено да готвиш? Некое јадење специфично, рецимо. Или немаш такво нешто? Све ти е окей, немам нешто. посебно. Нешто ми е што ќе ми биде смачно, ќе ми биде нешто што мора да го направам. Тоа не сакам. Аха, да, не. Нешто што мора. Што мора. Мора да го направиш тоа така. Ова, да. Не. Секогаш и од секаде каде работев и работам, имав одврзени раци. Што правиме денес, Марк? Да, Одлучи. и на тебе оставаат се. Тоа е најубаво што може да направиш. Дефинитивно. Еден готвач, како јас кога одам на фризер, Слободата. да, слободата. која ќе Кога одам на фризер, што правиме денес? Сечи, ти си мајстор. Да, ти си мајстор. Да.
Реално. Ете така, остави му ги раците слободни да. и ќе видиш како ќе биде многу поубаво што Реално, ќе бараш. така е. Да. Ама чим до сега не ти издосадило, Не, значи од не. 15 години. Не, Тоа е добро. не, тоа е дел од мене да кажам, знаеш, тоа ти е природно, ти е внатре. Да, тоа е А тоа. знаеш да уживаш некад вака, рецимо на излет да отидете на пикник, е вака како што сме ние со салатичка, со ракија, со другари, со друштво. Ми се случи. Па скара, па пиво, Да, па тоа. да. Ми се случи, нема многу време, со Шурата, да кажеме, со Аха. Шурата бев, не, он е моторџија, и ја бев моторџија. За жал, сопругата не ме остава више да возам мотор. Не сум више толку сигурен и се тоа. Да, Аме годините више не ме пратат да. И јас со кола, со джип бевне, они со мотор, се најдовте се, да, уживав. Тоа е- Поминавне момент, Да, топ. мислам Ама дека- имаше и за јадење, имаше и за пие, имаше све. Да, па нормално. Све да биде комплетирано Мора. како што треба. Да. Салата надвор, пиво надвор, дружба надвор. Пак ќе кажам, тоа те Природа си е. тја врати енергијата. да, Ете така, да. дефинитивно. Да. Кажи ми сега да ти дадат сега еден бизон, со што би го спремил? Бизон, Да. бизон знаеш што ти многу убаво месо е. Да? Да, Не бизон. сум пробал. Да. Бизон во Белгија има се прави стек од бизон. Стек од бизон. Стек од бизон. Малку појако месо е, отие како малку подиво месо да кажеме. Оние се medium rare, Може да се јади медиум рер. Јас сакам знаеш крваво, мора да биде Да. за мене. Такво месо може да се јади и крваво. Сега се прави со посебни, оти месото е малку појак. Аха. Пак се прават сосови или малку по-љути, малку по-благи, за да компензират вкусот Да има. на месото. Ете така. Се пи вино појако, пиво, може со пиво. Во Белгија знаеш што има различни видови на пиво, може обично пиво, ама со такво месо се пи пиво трапист. Тоа е некој. Ги знаеш овие трапист, да, специалите трапист се овие пива што се направени од монаците, конаците во манастир. Добро, да, такви пива. Тие се домашни пива. Јаки пива што многу одговарат со тоа. Значи, Сега што сме на тема на пиво, Марко ми Да, дојде, да, ми дојде тоа. А Да. ја, например- Бизонот е многу убав, навистина. Значи, а со компири иде? Па обавезно си ставаш компри, знаеш Белгија помфрит, не може да се направи. Јас што обожавам со месо се гратинирани компири. Некако се Не. прават пекарски компири како Пекарски компири, пекарски не? окей, ама сакам јас малку да бидат сецкани на ленти, Аха, со малку крем, со малку млеко, малку лук, внатре и ги печиш така 45-50. Да, млеко. И се варат и се печат. Знаеш, се омекнува така, после се прави како еден гратан, се вика гратан дофиноа. Ау. Значи, нешто Ау. добро, треба да Нешто- го пробам. Дај ќе ми даеш ти рецептот, само бизонот, не знам од кај да го најдеме. Бизон во Македонија нема, не. Бизон, немам на вистина во Белгија не го има природно, тоа се елваж како да кажам. Да бе, го ги- носат. Го носат, ете Да, така. да, па, Бизон во Америка. Во Америка само, бизон, да. Да. Кажи ми, уште 2-3 прашања завршувам. Кажи, Уноре, уживам јас со тебе. Јас со тебе не ми е никаков проблем. Не ми иде. Уживам да зборам со тебе. Сега проблем ќе му биде на гледачите да толку време да не слушат. Ќе му биде и мачно. Тоа ја викам од 20 пола сат максимум, Супер. зашто луѓето Појќе немаат тоа, време да не. гледа. И не сме више интересни И после. не сме не гасат одма. Кажи ми да си невидлив на еден ден, што би Да. направил? Не видив на еден ден. Ќе одам во најубавите ресторани, ќе одам во кујните да му крадам сите убави рецепти. Да, ете тоа ќе направам. Тоа е Да, на вистина. добро. Може има други што ќе кажат, ќе ја бркат, како да кажам, сопругата да гледа шо па и све. Не, јас имам 100% доверба во Јас ќе одам во рестораните, Во најубавите ресторани, да ресторани, гледаш во кујните да видам како готват. Да. Ете така. Тоа не е Да. лоша идеја. Па да. Да, пошто Ја пак ќе сите ти кажам, крадиш со очите. со очите, да. Да. Пошто сите размислуваат другаче. Кидам овие, ќе ги прислушкувам што зборат за мене, кидам овие. Што сакаат ми. Тоа се луѓе несрекни. Да. Ете реално. тоа е. А кажи ми, да можеш да бидеш едно животно, кое животно би било и зашто? Едно животно. Да. Едно животно. Ја меѓу мачката и кучето ќе бидам многу среќен, зашто оти тоа се мачката многу е галена и се тоа, кучето исто. Сакам да бидам миленик, што живее со домашен миленик. Ете така, домашен миленик. Ете така. Да те разгалува. Ете така. Ете така. Си јадеш, си пиеш, си спиеш. И толку. Каков живот. Стварно, најубаво име на живот. тие животни. Каков на живот. домашните миленици. Па да, најубаво. сега пак тоа е возвратно. Му даваш
Да, И он ти да. дава. Ами ти дава Знаеш? повеќе љубов од луѓето. Неколку пати да. Да, пошто За жал, ама тоа е. имам тоа сетено на моја куја. А кажи ми, кога сме кај луѓе, што те нервира најмногу кај луѓе? Уф, мора да го кажам? Па ако сакаш, ако сакаш. Искреноста. Ако не, да, да. Што не си искрен. Да, да. Ете тоа. И мене е исто Да, тоа. да, искреноста. Пази, не знам дали си забележил, ако си искрен и ако им ја кажеш вистината, Уште бетер. да, они не те сакаат Не, уште се повеќе. навредуваат. Да, се навредуваат. Шо? А Па ти им чекај. кажеш, што Па викаш, да, сакаш да те лажам, да ти Шо? биде убаво? да те... Да, не е тоа тоа. Не може. Не може. Да, реално искреноста е многу... Едноставно. Искреноста, почит. Мене ми се Да, двете почит. ствари во животот што се едни што ги мразам, другата што ја најопочитувам. Ете Да, тоа. да, да. Ете тоа е. Значи, ама добро, луѓето више имаат изгубено све, осет за све имаат изгубено. И затоа сме вака каде што сме сега на ова дереже. Како ти кажа, многу луѓе не сакаат, многу луѓе не мразат. Да, да, да. Добро, не може се Проблем за нив. сака. Тоа што не мразат, знаеш каде му е местото се кажува? Каде? А позади. Па да, бе, ние си ја тераме работа, нека си седат позади нас. Па така е. Тачно, Тоа е тоа. тачно. Ништо као за крај фала ти што дојде. По со големо задоволство. Да. Секој ќе кажа Бомбакис, со тебе е големо задоволство да се разговара. Исто, ама не сме се виделе одамна да ти кажам. Мислам одамна. Ти си стварно крив. не се. Ја Не. да, јас сум крив. О, стварно одамна. Ама гледам дека ти работиш, идеш по емисии, си си работи. снимаш, си правиш и сега викам ајде да не те замарам. Не, пошто сите еднаш- си имаме работа, сите се почитуваме работата, ги почитуваме луѓето што се околу нас и све тоа. Да, И знаеш, пак ќе кажам, не човекот ти го гледаш секој ден што го сакаш. да. Човек што дефинитивно. се почитува што се сака, не се гледа секој ден. Тачно, тачно. Еве на пример, ја имам другари, се гледаме еднаш у годината, ама исто како секој ден да сме Ете заедно. така. Ете така. Да, И реално. пак ќе кажам, социјалните мрежи не прават како да бидеме у контакт секој ден. Секој ден Да, се гледаме, тоа е многу лесно, нема, да. тоа е. Знаеш, не можеш да кажеш што ти човек, не го видов, бе чекај, те видов и 5 минути беше на Да, па тоа ама е. друго е вака кога ќе Друго е, седнеш, кога да. ќе направиш муавето Точно. уживо, да. Точно. Ништо, сакам да им се обратиш, да им не знам да им кажеш нешто на гледачи вака како за крај. Гледачите мислам ти сите знаат, сите ме познаваат, па ќе кажам позитивноста што ја имам, зошто сум позитивен, си сум среќен, Бомбаки се исто, многу го обожавам со сите картони што ги прават. Сите картони што ги прави, наискрени се. Ете тоа е. Да. Па ќе кажам, сакајте се, љубовта секаде ќе ве носи, почитувајте се и ве сакам сите. И последното што ти беше уживајте. Уживајте, тоа ми е зборот во македонски што е за мене е најубав. После љубов, уживајте. Се гледаме, Ете драги така. мои. Поздрав. Чао, чао.